Кити и грабнатото милениче. Поглавје број 1. Го однесовте ли дома новото рчко? Кити ја праша другарка и Емили додека ручаа во училишната трпезарија. Емили ја остави лажичката во овошниот јогурт, очите ѝ блеснаа од возбуда. Вчера го зедовме од прифатилиштето за животни. Има помеко бело крзно што можеш да замислиш и кога спие изгледа како бушаво топче. Всушност, многу често спие. Кити се насмевна. Знаеше колку е убаво да се грижиш за прекрасно животно. Тиквичко, низиното црвеникаво маче со риги повеќе и беше како најдобар другар од што милениче. Кога беше малечка го спаси од една саат кула и оттогаш остана да живее со низиното семејство. Го крстив Марвин, додаде Емили. Кити го допи сокот од јаболко и ја затвори кошничката со ручекот. Многу би сакала да го запознам, пресладко звучи. Ке ја прашам мама дали можеш да дојдеш, се израдува Емили. Но потоа се наморти. Но нема да може викендов зашто ќе одиме во посета на баба и ќе се вратиме дури во недела навечер. Всушност, малку се плашам. Марвин да го оставам сам. Мама и тато ми рекоа да му оставам доволна храна за да не огладни. Но што ако се почувствува осамено? И што ако ги зеде сите краставички? Тие му се омилена храна. Зошто јас да не го посетам додека си отсутна, праша Кити? Ќе му однесам уште краставички. Тоа би било супер, се разведри Емили. Ке морам да ги прашам мама и тато, ама сигурно нема да им пречи. Обожаваат животни. Кити се насмевна додека чекореа на кај игралиштето. Имаше посебна причина зашто низиното семејство толку сакаше животни. Кити, мајки и низиното малечко братче има мачи супермоќи. Кити можеше да трча, да скока и да одржува рамнотежа како мачка. Имаше и супер слух и блескав ноќен вид. Сепак, најважна беше моќта да ги разбира и да зборува со животните. Се уште вежбаше за да стане суперхерој, но секогаш бараше пригода да им помогне на другите, дури ако требаше да однесе некоја краставичка. Пред куќата на Емили има розови ружи, рече Кити, додека чекореше по улицата со татко си и брата си Макс следниот ден. Незините родители се согласија дека може да го чува рчкото, а родителите на Емили утрото им го оставија клучот. Кити ја отвори капијата и се затрча по патеката пред вратата од домот на Емили. Ќе останеме долу, и рече тато на Кити додека ја отвараше вратата. Не се брзај, види дали рчкото има се што му треба. Фала ти, тато, рече Кити, па потрча до фрижидерот и зеде кутија со сечени краставички. Потоа ги претрча скалите. Кити многу пати ја имаше посетено Емили, ама досега го немаше видено Марвин. Малото рчко трчаше горе-долу среде тркалото со ситните стапала. Кити се наведна пред кафезот и се насмевна. Здраво, Марвин, се викам Кити и дојдов да те чувам додека Емилија на гости. Марвин не застана, за да ја погледне, тркалото ни замикне, престана да штрака. Ке ти ја сменам храната и водата, додаде Кити. Може би сакала и малку краставички? Го отвори вратничето од кафезот и стави нова храна. Потоа го извади шишенцето и го наполни со свежа вода. Најнакрај ја отвори кутијата и стави неколку краставички во кафезот. Доволно е? Го праша Марвин. Емили не ми кажа колку јадеш? Марвин ниту ја погледна, ниту ги начули ушите. Едноставно продолжи да трча. Кити се наморти. Чудно беше што не престануваше да вежба, зашто Емили рече дека често спиел, може би се плашеше дека ќе остане сам. Кити се наведна пред кафезот и му рече нежно. Слушај, се ќе биде во ред. Емили брзо ќе се врати. Стапалата на Марвин и понатаму тропкаа на тркалцето. Само до утре вечер нема да биде дома. Пак се обиде Кити. Знам дека ужива да се грижи за тебе. Марвин не ја одговори, но затреперија му стачињата додека трчаше. Зијапаше со празен поглед низ прозорецот пред себе. Кити го погледна загрижено. Сигурна беше дека нешто не е во ред? Добро си, ако ти треба уште нешто можам да ти го донесам. Размислуваше што друго да каже кога татко ја повика од долниот кат. Се е во ред, Кити? Доаѓам! Кити загрижено си го протри образот па ги зеде краставичките. Не можеше да го присили да зборува ако на Марвин не му се зборуваше. Чао, Марвин, се надевам дека ти уживаш во краставичките. Ја погледна за последен пат пред да тргне на кај скалите. Гладен сум. Може за ручек да јадеме пица? Макс го праша тато додека излегуваа од куќата. Може би, рече тато. Сакаш и ти пица, Кити? Кити кимна потврдно, иако не обрна особено внимание. И понатаму мислеше на Марвин. Со супер слухот уште го слушаше како трча додека ја минува улицата. Доколку сакате да го прочитате и поглавје 2, оваа книга можете да ја најдете во сите продажни места на литература.